се наоѓаме во фамилијата Мавродиеви, моите почитувани и драги и наставници и професори. Од срце ми е драго што имам денеска прилика да разговарам за моменти кои што ги имат преживеано нашиот наставник и нејзиниот сопруг, професор, да ја раскаже приказната за својот живот, да ја раскаже приказната за својата фамилија. Јас не сакам лично да ве представам, сакам вие да се представите, име и презиме, која фамилија потекнувате, како живеевте и како стигнавте до тој стадиум да бидете почитувани и ценети како наставници, професори во нашиот роден крај. Поверете. Благодарам на убавата најава. Да. Малце ке зборувам со тешко срце, знаете вие самите. Сопругот почина, со тоа сум тажна, а во исто време и горда. Инако јас сум Мавродиева Душанка, родена, мислам, моминско презиме, Глигоровска, татко Богдан, мајка Марија. 28.1.1948, зимско дете, за во земјоделско семејство тоа е многу битно, да се не носи во нива, во Делчево, да, Делчево, се во Делчево. Ние сме сите во Делчево, да. Тогашно Царево село. Тогашно Царево село, ама немам извод од Царево село некогаш. Да. 1950 година Делчево го дојде. Да, од 50 година, знам. Потекнувам од скромно земјоделско семејство, со 6 сестри, односно 6 деца, вкупно 8 члено семејство. Моето семејство е издржувано, бевме како прстите на раката, од 10 прста на татко ми Богдан и 10 прста на мајка ми Марија. Имавме убав имот. Татко ми беше прилично образован за тоа време и имаше понуди да биде најмалку полицаец, да биде некој данокчија во тоа време во администрација. Меѓутоа тој не прифати ништо, од причини што тој прво бил бугарски војник, а потоа партизаните, учесник на Сремскиот фронт. Има некоја мала повреда, некој шрапнел тука имаше во увото, но тоа не му сметаше. И во 1949 година го става да биде, тогаш била задругата или колективо како се викало, јас колку знам како дете, да биде некој одговорен како бригадир. И тој беше многу. Ние целото семејство бевме за правда, за вистина, немаше кај нас лаги, или дека сме земјоделско семејство, или ова, или она. И тој пишува, гледа луѓето како работат, тој е земјоделец, знае што значи земјоделие. И сега вика, тој ми рече така, барем така ни ме раскажувано, така да напишем, на тој толку да напишем и така. И тој тогаш фрла се и се откажува. И од тогаш останува целиот свој живот како земјоделец. Имавме убаво имање, купено од мене прадедово на него дедомо и првото имање што е купено во Делчево, кога турците почнуваат, првите турци да се, тоа е 1934 година. Така. Од тројца брака, Така. најголем имот, за тројца брака, но за жал, прадедото мој бил прилично напреден човек, еснав човек, така да речам, со конј влегувал во кафана, со конј излегувал уште на тоа време, но неговите синови не бил никој како него, а мојот татко како прв внук го донесува на 11 години во Делчево. И од 11 години мојот татко е во Делчево. Сега, мојата куќа, вие знаете каде е граница во тоа време христијанскиот и турскиот дел во мојот реон. Од куќата, Срашо Пинџур се викаше мојот улица, сега е Ванчо Прке, нагоре тоа се турци.
Тука една турско семејство имаше до нас, со кое за среќа многу убаво живеевме. И во куќата во која ние живеевме, мојот прадедо ја срушува. Вика, моите деца во турска куќа нема да живеат. Прави куќа со чардак, како во тоа време, Да. но купуваме, во тој двор има друга куќа, тој е оџа, со 3 сина, јас така се сеќавам како дете, и тие сите работат во општината образовани, значи во тоа време, и прво го понудуват куќата, дворот, на нас, и ние го купуваме и тој двор. Во нашиот двор има амбар како куќа. Има првата сушара за сливи на пијанец, тоа е во плевна после ја направивме. И тука во таа плевна, така да речам, иако бевме ние најмногу деца, имавме фурна за печење на леп, имавме јадење, мисля, одгледувавме, иако помали, имавме еден турчин кој ни помагаше, додека ние бевме мали, Миџе го викахме, по-турски Миџе, многу фин човек, и додека ние пораснавме, јас некако како така смела, темпераментна, и сите работи, сите чуда што се случуваа во нашето мало, јас бев предводникот. Дури замислите во тоа време сме играли Ивица и Марица. Так. Кукли немавме кукли. Правевме од стапче со копче. Од татко ми од најновото палта имаме исечено копчето, мајка ни после ке не караше, па ке не натепа, така речено делчевски, да направиме кукла, а тука беше тетка Дана Мајсторчеви, беа напредно семејство, и ни даваше крпички цел ден, ке носим со ѓумчето вода, за да ни даде крпици да правиме кукли. Сега немаше водовод, одехме на вода со стомна, На чешми. на оваа чешма тука кај џамијата и на пумпата. Да, у центарот. У центарот на градот. Кога одевме на пумпата во градот, ни беше најмило, пардон, бидејќи беше корзото, а ние деца. И сега идеме тамо, а гужва редица, цела редица. И ние, ако ни дојде редот, ние пак на тука, за да видиме како се шета, како е корзото, за да ние, кога ќе пораснеме, да го пратиме. Да. Многу беше интересно, да не заборам да кажа ја малце тука и напред и назад, кога ќе се правеше свадба во Делчево, цело Делчево одеше на свадба. Мислам, не на ручекот, после на веселбата на орото. Јас како дете, после тамо никогаш не си имам качувано на чуката или било каде. Замислите со деца од тука, со друштво, се разбира, одевме на свадба и да играме. Сега како деца не ме пушта да играме, ние така ке се фатиме за рацете и мора да не пушта. Така се учевме и да играме. Сега за моето семејство, главно живеевме од земјоделие, имавме храна, пченица, пченка, градинарски производи. Прво имавме 2 вола, огромни волови, едно магаре. Магарето ни беше и кола, превозно средство, товарно средство. Имам јавано на магаре, јавам беленозем, така да се викаше. И многу побогати луѓе од Делчево имаа пари, ама немаше од каде да купат. И навечер, јас како дете се сеќавам, така некако во сон, доаѓа, мајка ми месеше леп на фурната, беше по 10, 11 до 15 лева, и сигурно сам плакале, сега не можам да речам, не сум ја видела, веројатно подрака или не е ни битно, нека да ги кажам имењата, ке стави вака под палтото, ке носи дома за да јадат неговото семејство. Иако има пари. Ние немаме пари, ама храна имаме, кокошки имаме, свињи имаме, жито имаме. Почнавме да садиме тутун, кој не беше главната екзистенција, и со тутунот јас и моето семејство се издржувавме. Тутунот многу тешко се одледуваше, на раце се носеше вода, на раце се садеше.
кога ќе заврнеше дош, сите си тргнаа, мојата мајка, ајде деца, оно не врне дош, врне пак. Ајде деца да намалиме малку, оти после не треба да го приполиваме по втор пат, за да се фати тутунот. Ние, женски деца, јас, сестра ми, постарите сестри од мене и помалата сестра, сме одгледувале по 800 килограми тутун во тоа време. Со кола беревме, со кола носевме. По цел ден нижевме, пеевме, некој патек се скараме, бевме доста строго па не строго воспитани, мислам во духот на родителите. Ние немаше време да се караме. Имавме време да пееме, па дури да играме. Кога одевме да копаме на нива, јас бев најмала и стално на татко му велат, јас од трето деле не копам. Да. Нема што да кријам. А татко ми се вика, Богдане, дете ли е, мотика ли е? Така е. Така. И така преживувавме, задоволени со се, од ништо не сме биле. Каде завршивте осмолетка? Осмолетката завршив овде во Делчево, само и тоа да кажа, кога тргавме на школа, најстарата сестра, бевме како пет одевме во исто време, како прстите на раката. Никој не ни дал едно моливче, моите родители не дозволиле. Моливче, тетрадка, боички, а да не кажам за нешто друго. Сега многу работи не ми се јасни, можеби немам право да критикувам, тоа било времето или не знам. Ако не му дадеш, или ако нема да учи, нема ова, нема она. 10 прсти на мајка ми, 10 прсти на татко ми. И после нашите 10 прсти. Тутун и само тутун. Тргнав на училиште, многу интересно моето прво деление, еве тука ја видовте и книгата. Јас веројатно сум била многу бистра. Да. Татко ми беше прилично, кажав, учен човек за тоа време, до 7 оделение, одличен ученик. Многу луѓе доадаја да пишува реферати, да им чита и така натаму. Они се функционира, тој земјоделец, но не е битно. И сестра ми сега чита, а во тоа време кога јас тргнав 56 година, тогаш прв пат после освободувањето се направи нов буквар по нова програма. За цела Југославија, мислам. И ние тогаш прво ги учевме буквите, печатните, прво полугодие, второ полугодие ракописните и учевме до прво полугодие до 10, а после до 20 во Бројки. во прво деление. И учевме 6 работни денови, од понеделник до сабота. Затоа имавме по помалку часови и мислам програмата не беше вака порастеретена. И Имавте време да се да, помирите малку. и сега сестра ми најстрака ми прочита четивото, јас бистро, веројатно напамет. Ме учеше Љупчо, како се прозиваше, не знам, од Пехчево. Озбилен човек, шиша требат. И sad да читам, прва читам. Ставена сам меѓу две машки, а се околу нас е турци, ние со турски деца во прво, второ оделение учевме. Так. И сега сите плачат. А јас не плачам, тоа се моите другари од малото. И доаѓа мајка ми на родителска, не препушаше родителска. И сите прво и кажа, Душка е најдобра ученичка. Така, за нејзе, за мајка ми, и од целото моје семејство. И вика, сите плачат, вика, меѓу две машките, а вика, се смее, срекна. Да. Па вика, тој се другарите. Да. И тоа го поминавме и сега читам јас, почнав да пишам, јас сум малце левукар, наставнико, со прачката. Тогаш не се дозволуваш со лева рака да се пишува. И полека се навикна да пишувам. И напамет, сега гледат математика. Буквите прва, пишувањето нема проблем, ама читањето напамет. Да. Сега јас читам го целото, чити тука нема, чити тука нема. И сестра ми се скаравме, јас си ги плетев плетенките за... Саме ние меѓу нас, мајка ми каде има толку време да... И вика, нема. Јас не ги сплетов, нема да ти читам. Се сеќавам буквата Г, Гордана Селиска.
А јас паметна, Гордана Силинска, научих се цело. Се враќам назад, се враќам, дури и тоа што не сме учили, сите 4 го научи, целиот буквар. И одам на школа, прво мене ме праша да читам. Читам, не му се верува. Ајде тука. И што е сега? Викам, учителе, баш така, детски. Сестра ми, тука ќе кажам на Делчо, сестра ми не ми прочита. Ја морах сама. Да. И ако почна да се смее, и од тогаш јас станав една од одличните ученици, и затоа книгата сакам да ја видам. Така. И после немаше проблеми. Сегде на сите приредби, сите главни случувања, не беа без мене. Сестрите ми некоја повеќе учеше, некоја помалку. Сеќавате на првиот кој беше после четврто деление класен раководител? Класен раководител ми беше учителката Миријана Сених. Сених. Ама она што се породи со Наташа Да. и ја заменуваше учителот Борис Сених. Така. Кој други ви предава во тоа време? Учителот Младен Стојменов предаваше ни француски замисли. Да. Учителката Зорка математика го четеше. Стојменова Зорка. Да. После Мика до 8 деление ми предаваше. Учителот Младен ни предаваше физика. Македонски учител Перица. И историја мито мене немаме учено, тој тогаш почина. А од прво до четврто, после второ, трето и четврто ми учеше Христова Вера. Христова Вера. Да, она ме беше учителка. И класен ми беше, македонски ни предаваше Мирко Серафимов. Тој ми предаваше од осмолетка и после продолживме во гимназија. До 7 оделение учевме во Ванчо Прке, старата школа. Се одевме ние долна настава од втора смена, а горна настава од прва смена. Немаше тогаш да сакам, да некам. Ама добро, тогаш па се учеше во Габрово, во Звегор, немаше од каде. И сега ние после тука пробавме и да учиме пак во сменева, не можеше, имахме од Габрово, од Звегор, во 7, во 8, немаше превоз како сега. Како децата ке доаѓаат и ке одат? Се пешки се одеш. Од град учениците се пешки, нема како сега. Од моето мало до убаво е, тоа е напредно, мило ми е, драго ми е, ако сме морале ние. И така, јас моето школување и во основното и во средното, од кога почнам да работам, прво ќе одам на Тутун, за балето, а кога ќе се до 7 морам да се вратам и прво да бидам во школото. Немаше шанса да закаснем или ден да изгубам, или час. Тоа не се е дозволило. Сега не го дозволувам, и на моите, исто така. Средното образование? Молим? Како средното образование? Средното образование, и тука имам една интересна случка. Сребров. Јас бев многу музикална. Дури во малото ме вика Васка Илиева. Цел ден кога нижиш, береш, мора да пееш. Реката ја стално газевме. Ладно, топло, ладно мост ни беше далеку. Дрвениот мост. И реката ја прегазиш, обоje се колку таму. Ставиш на носа што ставиш, береш, дојдеш и право на школото, прва во школото. И во учењето, и во сите врски. И во пеењето. Во пеењето, дури не има, ставија тогаш звучници во школото. И јас со Маца Горова, така да речам, пеевме во дует, и она убаво пееше. И многу бев музикална, а и многу ми одеше солфеж. Ме учеше учител Стојан, вие го знаете, тука живееше. Тој свирише виолина и Сребров. Сребров беше строг, тука живееше комшија наш. Многу беше строг, ама многу добар наставник. И тој во хор пеевме, јас секогаш пеев алт, и многу сакаше да учам средна музичка, да го наследам. И јас викам, учителе, тогаш учителе, викавме, учителе, како ќе ве наследа јас вас? Па ја ги неам тие способност. Како немаш? Ти си роден за музика. Вика, образована музика, не пеачка. Имавме 4 гласен хор.
То како пеевме, тоа се воодушевуваше секој што те не слушаше. Навистина, не јас, хорот беше голем, први глас, втори глас, трети глас, четврти глас. Може да замисли 4 гласен хор. Тоа колку е? Колку класови бехте прва година кога се запишавте во средно образование? Во средно образование? Кој беше класен? Класен ми беше Мирко Серафимовски Мирко. Маkedonски. Тој се тогаш ожени и ние тајно му честитавме преку Радио Скопје. И само ни рече благодарам и дури ќе ни искараше затоа што му имаме честитеност на пување во брак. Колку класови бевте? Бала? Колку класови Три. бевте? 3 класа. 3 класа бевме. И Се сеќавате на освен на поголемиот број на професори кои ви предаваа во тоа време, беа од Делчево или од страна беа? па имаше и од страна. Па Попчев ни предаваше Ликовно. ликовно, а Перица ни предаваше српски, македонски, Да. учителката Бика ни предаваше математика. Во гимназијата. Не, во основното. Во основното, за гимназијата, А сега за гимназијата. Се тоа само да кажам. И јас одам да полагам приемен испит во Штип. Оти сестра ми, најстарата сестра, она во Штип учеше. Да. И моите родители не можеа да идат на родителска средба, мене ме праќа. Јас со автобус со 6 оделение одам на сестра ми на родителска. И таму ме гледаа сите професори. Сега да ти кажеме каква е сестра ти. Ама сестра ми беше исто многу квалитетна Така? ученичка, квалитетна наставничка, мислам учителка во тоа време. И се запишувам приемен и на учителска школа и на музичка школа. Така. И тогаш беше македонски и музичко. И во едната и во другата. И сега македонски не е проблем, моето родно место. За Делчево како го имам опишано, не можам. Орловско гнездо скриено во падините на Голак, подножието на Голак, реката Брјалица. Беа го издвоили, стварно имам смисол за учење, тоа го пренесов и на моите внуки. И музика. И сами свири тамо на клавир. Јас нема нота која не тупка со клуч или со тамо. И ај тупка са ти. Јас повикат, слушам јас камо вика, па викат ме да те по-добро знае од нас. Да. И јас така се смешкам и песната веќе заспала Јана Јаненк. Таа ми беше песната. Вика, леле, каков глас, вика, неверователно. Значи, бега не зборува. И ме примеа и тука и тука. И јас се откажав, знаеки какво ми е семејството, не дека татко ми рече, кој сака да учи? И што сака да учи? Ние што ќе правиме? Ќе правиме, немаше стипендии тие работи, вие ќе бидете школувани. И стварно сите бевме школувани. Така. Со изслушок на сестра ми Битра, она си одбр да биде за рајчија, шивачка, првокласна шивачка. Колку ја молеа да биде во партизанка, тогаш се молеше. А сестра ми Драгица во фортирка, со курс. Така. Специализиран тамо за пеашица и што ја знам, а сите други сме со средно, јас сум само со високо, а сестра ми во Белград со виша васпитачка. Така. И сега во средното училиште се вратив. И Сребров ми се налюти, а он е тога и директор во гимназијата. И викам, директор или наставниче, не знам сега како го реков, викам, јас не можам, викам. Знаете каква ми е ситуацијата, ние сме тука комши, тоа ми е добро познава. Викам, треба да работиме, треба јас ке да му шлипам моите сестри, моите родители, ке се бачата, тука колку толку, барем за моите, да, ке помагам. И така се запише во гимназија, со мојата генерација. Имавме многу интересни моменти. Учењето се беше учење, многу се учеше во наше Како беше време. младалачкиот живот? Младалачкиот живот, право да ви речам, беше прекрасен. Ние имавме едно детство неверојатно. Уште во мојот двор, jer срушивме амбарот, се отвори голем двор, тука почна моето детство. Сите случувања беа тука во нашиот двор. И јадење, и пиење, и лупенки, и седенки, што да рече, пеење, душка додека не испее песна, татко ми додека не раскаже приказна, друштвото не се насипуваше.
мислам комшилски. Инаку тука беа турците, тоа веќе кажам да не се враќам. И цел ден ке работам и мајка ми услов. Ке работите, ке си ги завршите вашите врски, ако сакате да идете. И одевме на Корзо, тогаш беше Корзото. Во гимназијата матине се организираше. Многу бевме 3 генерации. Јас од 7 одделение учам во гимназија, не јас и мојата цела генерација. До 7 учев, 7 и 8 учевме во гимназијата. И право тука си останавме во гимназијата. Оти првата генерација беа 3 или 2 класа, втората беа 3 и ние беа 2 класа. И многу се дружевме. Труба. Типко Ингилизов од Пекчево. Тој не беше оркестар, тој не беше се. Од 3 до 5 сите изиграни, насмеани, сплотени, што да ви кажам. Да. Нова година заедно чекавме во Партизан. Да. Соколаната тогаш се викаше, некако сега реновирана. Како што се беше. На физичко боински. Нека почиваат во мир сите што се покојни. Наш зимно време било. Лет, мислам пролет или есен. Можеш на шорцеви и на мајца од старата школа трчаме до Партизан и од Партизан се враќаме на час. Не смееш да закаснеш. Така беше во наше време за физичко. И балет не учеше. Како вие јас за вашата, многу сум ви благодарна и многу ме интересираше и ви честитам. Тука можам да речам, нема друг наставник, после тој не во тој смисол. И во гимназијата, во сите збиднувања, хорови, рецитали, песни, па дури балет. Јас играв и балет со мои школски. Имаше и една повозрастна, главно мојот клас беше, мислам мојото друштво. Тетка Зора, знаете, Гулина, таа беше шивачка, ни ги соши тие халилите, балетански, право балетански. И тука дојде Вера на Методи Витевски Брицо, сопругата, руска, сестра му, брат му, сите дојдоа. Тоа беше со сузи, со тага, рецитало беше со мајка, со тие, знаете, и со нашиот балет. Беа толку горди што они се во Скопје, а сепак нешто културно, нешто напредно се прави и во гимназијата. Тука во гимназијата учеше и мојот син Јане, сега дали 1 година или 2 години не можам да ви кажам. И тука и за тоа беа горди. И одевме, си организиравме чајанки, што ви реков, многу се дружевме заедно. Тука јас паѓам од озгора, од оздола иде Лилка, Бисерка, заедно на школа, од школа заедно, научиме, напишеме, а сите одгледуваме туту, нема тука, сите, и пак Имате време да имаме време и за рецитали, и книги да читаме, лектира да не прочитаме, па тоа не доагаше обзир. И на Корзо. И на Корзо, а Корзото сабота и недела почна да се прави улицата, асфалт да се става. И стави, нели, прво се става чакъл. Да. Од мосто, тука до пумпата, тука се вртеше. Немаше, сега натамо асфалтирано или не асфалтирано, не знам да ви кажам, штикли, сега колку толку, дотерани сме, моите родители се трудеа и бев во... Тука немаше да се разликуваме ние сите, и не само јас и сестрите. Мајка ми за Нова година, за Божик, за Великден, обавезно нова халина или фусанче, или како джемпер, или патик, или балеринки, чевли, или... Обавезно за сите. И секој си знаеше, тоа е... Ама во наше време беше, знае се, тоа е за училиште. Во училиште одевме со кецели, бели јаки. Во 3-та година ни ставија да носиме баретки, текет. Носевме на година баретки, за жал немам слики. И со тие баретки малце бевме на посмев, малце се како деца, нормално. И ги тргнавме баретките, мислам. И Кога? Да, кога... Полека завршувате гимназија. Да, тука веќе... Матура, каде матура, правите?
Матурска, правевме матура, браневме, имавме тема. Да. Јас имав биологија тема и предметот тема и македонски писмена. Писмено, така. Писмената ни беше, тогаш беше инвазијата на Чекословачка. Едната тема. 68. Да, 68. Една тема имавме од материјалот и една слободна тема. Ние се одлучивме Да, таа тема. за таа тема и предметот и во Кој предаваше тогаш биологија? биологија Бранчо, а Да. после ми предаваше Коката, Колката? Златков Методи. Златко, да. 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 И Кои други професори ви предава? професорите ни беа сите дојдени скоро речи, Нацката. Она ни предаваше педагогија. Од каде беше? Она беше од Делчево, Од Делчево, да. од Намиле, од и на Верка, од Сугоревите. Не Сугоревите, него од Баба Маца Намиле, Ортомарци. Да. А тие не беа се тука комши кај нас, они после се оцелија во Ново Делчево. После тука беше Бранка, на екс-председател Славе. Да. Ми предаваше француски. Да. После Незе Оливера ми предаваше француски. Така. А Бранчев ми предаваше. После математика, хемија, тогаш прва година дојде Васо. Васо. Да. Беше страх и трепет. Мувата што леташе, се слушаше. Кога ни рече машти с кости. Да. Тоа не дека ќе да убие па ќе ги вади, него тоа Негова речки. некоја узречица или Да. како да кажам. Важно беше доста строг. После беше по географија колега од Битола, на мојот сопруг. После доаѓаше кај нас многу време. После математика беше Војче. Па после него дојде Кире. Тој беше, стана после Белшевски зет. Така. После беше Крџовски Бео. од Берево. И најпосле беше Бранко од Битола. Се апсолвенти. Немаше тогаш, после мојот сопруг дојде, Милан Бранко што ви дојде. предаваше? Молим? Бранко, што беше директор на гимназијата, ви предаваше? Француски, ама на мен француски тој не ми има предавано. не, Само ми беше директор. Само ви- А француски ми има предавено Красимира. Беше од и се од Скопје или во Тетово после отиде. Бранка, Красимира и Билка Дуовска. А на мојата генерација баш Бранко не ми предаваше. Не ми има предавано. Он бил директор во тоа Да, време. директор, вие кажете. па беше главно директор. Да. Прво беше Сребров директор, па тој беше. После имаше физика, ни предаваше Чусев. Аха. Тој знаете го, со него сме на екскурзија и тој беше доста строг. И јако апсолвенти успеа да ни дадат јака основа. Добри ученици, добри професори, математика, Како се физика. одлучивте после матурата да одите? Сега, на биологија? матурата, видна Да одиде студија, на факултет за завршивме, да. биологија. Јас се мислех цел живот ке бидам судија. Да. Судијка. Бев многу правична, неправди не трпев, бев многу искрена. Јас што имам да ти кажам во лице, немам зад грб, пред грб. Дали ќе ми се лутиш, дали нема, и судијка. Арнома што се случува, неодамна праве факултет, тогаш почна да се отварат на природно-математички факултет, а замислите тогаш во тоа време во наше, во образование за професори стрикно одеа најдобрите ученици. Нема која мајка дете изгубила едно време, барем така слушам, сега да не понижувам никој, не сакам да речам дека јас сум најдобра. Има доста, ќе кажам и после, доста добри колеги, доста добри професори, подобри од мене и така. И јас се одлучив за биологија со цел од трета година да се отвори биохемија. Применета биологија, тогаш беше применета физика, применета хемија. И се запишавме, јас и една другарка, Душка се запише на математика, Нада Шошорска се запише на физика, а јас на биологија. И дојде трета година, не се отвори тој смер, и јас сега веќе до прва кај ќе одам, шо ќе одам, веќе сум тука навикната, и си продолжив и така си станав професор по биологија.
Кога бехте прв пат во Ка- школа? Кога но? се запишувате веќе, кога станувате професор? Професором 1972 година. Прва генерација. Да, бевме ние тогаш тие факултетски образовани луѓе меѓу првите, за да не речам најпрви, ама ние тука бевме негде во првите 50, да речем, или 100 евентуално. Строго бевме приврзани за Делчево. Никогаш немам размислувам, сега стално се прашувам, зошто да не остана во Скопје? Имавме можност. И јас и многу други. Дали запознавањето на сопругот А, имаше влијание за тоа? Не, сопругот јас после го запознав. Мисля, јас го познавав тука, еве куќата е направена, јас секој ден тука минувам, од јас сум тука над джамијата. Комшиница преку пута, да наречам така. И тука секој ден поминувам, јас, за да не видам дека гледам, јас никогаш не ја погледнав куќата. Јас кога дојдах како млада сопруга или вереница, јас ја видов куќата на мојот сопруг, замислите. И така се знаевме, доаѓаше во Скопје, комши, не можам ја да речем дека не го познавам во гимназијата, тој дојде да работи, познавам го веќе, тука немаше дилема, ама се може би ќе делува смешно, за секој ќе се ожени во Делчево, само не за Мишата. И Што се случи? што се беше што беше и се случи. Така ти е животот. И сега на факултет одам да се запишувам, ниту знам каде е Скопје, имам одено еднаш во Скопје, содрвен, од надвор кожа, кобајаге, кофери. И јас сум нема тука, татко ми, мајка ми, со сите придружни што треба за еден студент. И одам и ми кажуваат, факултетот е тамо. Оди по скарата, некако да го најдеме. И до време, солзите почна да ми течат и ми една вака по возраст, може би била некоја асистентка, викам, извините, а прилива за матички факултет? Направи од пас, одете ке го видите. И он рекол, гледаме да вака ладна зграда. И денеска е таков. И таму влегов, се запишавме, малку студенти бевме и почнавме да студираме. Се сместивме во дом, во барака. Ние бевме автокоманда, да, тука не беше најблиску. Бевме 3 циберки Делчевки, Душка Цонева, Нада Шошовска и јас. А во бараките од машките беа Киро Шошовски, брати на Нада, Димитровски може би ке ми се налути, Златко Златков и Миле, како му беше пред, Отомарски. И сега, ние како студенти од Делчево, а тога студираше уште Блаже, они оставиле па се вратија Бучки, Јордачо, тука беше Гошката. И сите, а ние бевме веќе тука 3 Делчевки, посети имаше само во четврток и сабота, не како сега. И сите, пошто сме Делчевки, сите кај нас идеа, или кај нив, па ние кај нив. Дури во тоа време, замислете, славевме бадна вечер. Кога се доаѓате од Скопје како студент? Само 3 пати годишно. За 29 полугодие и 1 мај. Се во Скопје. Пакети како примавте? Пакети Пред автобуси? на Душка Цонева, татко и беше продавач, Да. а на мене зет ми беше магационер во Пирин. Така. И пиринскиот камион доаѓаше Да. и главно што ќе дојде и ги донесеш пакетите за јадење. Па и органи си носевме, оти тогаш беа тие сламени душици. И после од 2 година веќе бевме во зградата, па исто се останавме цимерки. На портирница ке си дадеш лична карта. Многу се дружевме. Одевме на заеднички средби, на Сарај. Од Делчево ни доаѓаше Жарко, вие го знаете, еден боем, доаѓаше да биде со нас на излет во Сарај, на Матка. Сите заедно. Толку бевме здружени, ја не верувам сега вакви. Тогаш го затечевме малце корзото во Скопје и тука главно се собиравме пред кооператива во центарот и тука се
разговори, преговори, па некоја роден ден, па некоја вакаво. А сите главно беа во населбата на како се викаше нивната населба, во Педагошка. Педагошка, Така. И одевме, доаѓавме, се дружевме со колеги од факултетот. Тука кога ќе дојдевме во Делчево, главна шема ни беше летата бавча. Образувавме литературни читања, тука беше Кире Златков главен, тука сите Корзото си течеше. Одевте на кино. На кино. Па на кино одевме уште во основно. Да. Одредено место, мислам одреден ден во киното. Како изгледаше киното? Беше прекрасно кино. Киното беше прекрасно кино. Многу од се што срушија старата чаршија, тука продавниците, тука кога се влегуваше по скарички, беше убаво киното. Киното беше со ложи, со балкон, со партер, обложено со црвено кадифе, со завеси. Ме потсеќа на киното Вардар и киното Култура во Скопје. И одевме на кино, исти од гимназијата. Ако одиш на кино без да биде за учениците, строга казна. Строга казна. Тука немаше попус. Строго одевме таму каде што требаше да одиме. И затоа бевме сите добри ученици, вредни ученици, послушни ученици. Немаше да се казнува за тој тоа направил, тој тоа крадење, тие работи. Јас во моето школување од основното па до... Вие се сеќавате за, да се вратиме малку назад, кога рековте на реченица додека бевме слободни часови, имавме слободни часови или физичко воспитување, задачата ни беше да ги тргаме циглите од старата црква. Сеќавате ни на старата црква? Она беше пред гимназијата. Пред гимназијата, точно како што е сега. Во дворот на гимназијата, само беше поголема, со какви куполи беше таква црква. Ја нешто видела, еве јас Југославија, па може Европа, ја имам скоро рече поминато. Нема видено таква црква. Штета. Што се сруши. Што се сруши, тогаш беше наредба. Мислам дека беше Сабријаме Мишов. Се оно, председател. И ако ти кажам, он не викаше фабрика, а јас многу обракав внимание на тие работи. Како ти се видиш, како ти се слушаш, добро, не е битно, беше градоначалник, мисля председател. И тогаш се сруши. Жалевме многу, тогаш загинаа два работника на гимназијата. Сега некој различно мишле, еве вика, поради црквата се даде проклетство од Господ. Тоа го имаме слушано ние како деца. И не како деца, и како ученици. Се сеќаваш кој е градена гимназијата како дете? Па гимназијата се градеше, па сега која година? 59-та. 59-та, да. Значи, 59-та почна да се гради, беше направена, брзо се направи, 2 години или 3, беше готова кога ние бевме 7-мо оделение. И реков 7-мо и 8-мо оделение си учишме во гимназијата и после си останав. Без обзира што бев во Штип на приемен, си останавме во гимназијата. Бевме малку ученици, ама се беше на нивото. Кога почнавте со образовниот процес, кога дојдете во Делчево веќе како факултетски необразован професор, како ја свативте улогата на професор? Па видете сега, јас кога веќе се одредив да бидам професор, многу озбилно се ја сватив уште таму. Имавме методика, имавме педагогија и имавме професорка Милка Шопова. Таа беше барем така, од другите студенти имаме слушнато, страх и трепет. И она ни предаваше 2 предмета, морфологија и методика. Одевме на конспитација, практично, и одев, тогаш се отвори гимназијата Орце Николов, нова гимназија, а директор беше
Šarac, hrvatski profesor, kolega biolog. Isto така имам слушнато дека бил многу строг и одевме на хоспитација. И јас кога влеговме во гимназијата, кажа каде е директорот, одам и се представувам. Јас сум Глигоровска Душанка со 3 колеги. Јас сме испратили кај вас на хоспитација и он толку некако ми покажа некое чувство така на внимание, на добар пристап, инаку вака строг човек. И вика, многу ми е драго што сте се одредили кај мене и сите тие работи почна да ги објаснува пред учениците, а таму имаш и српски класови, и во српските, и во македонските, и тој доаѓаше се со нас, поготово со мене. Имавме толку некоја срдечна средба, јас строго озбилна, тој уште построго озбилна, дали тоа не привлече. И многу моменти тој ми ги нафрлаше, уфрлаше. Тука вика така ќе направиш, јас сум сега вика директор, тој е менливо. Минува вика. Дури вика и жалам што сум директор. Викам сега директору за школото, за нас, викам, ние се исплашивме кога слушаме дека се вие директор, така ќе биде така и ни покажуваше стварно. И сега имаме методски, треба да ги обработуваме пред учениците, а и пред професорката Милка Шопова. И јас знам дека имам органи за дишење. Анатомија. Анатомијата ми беше слабост. А исто така, многу ми беше, од рака идеше практичниот дел. Од кај нас имаше практичен, па усмен дел. И практичниот дел, бех тука ми ги првите, сега да не испадне фалба, кога се правеше дисекција на жаба, најтешко беше од на целиот факултет да се издвои венски систем на жаба. И замислите, јас треба да полагам и вадам, и сите викале да не ми се падне жабата, само да не ми се падне, венскиот, артерискиот нема проблем, венскиот. И се паѓа на мене. И јас си викам, јас од ќе паднам. Зема си прибор за дисекција, зема си ножичките, сечкам си, права си. Едини студент што е извел права смисол, вика ни професор, вика, јас не можам вика тоа да го извел. Како, што? И така се слушна меѓу колегите, Душанка Глигоровска, извоила. И тоа ми важеше за се, мислам не протекција, тоа си за предметот, да. И од тогаш си дадов за, така да речам, како еден завет, моите ученици ќе ги научам и дисекција, ќе ги научам и крстопирање, ќе ги научам се. И систематика, се јас што имам учено, и тие да знаат. И многу се трудев, па мислам дека и постигнав. И така. И Како ви беше наставничкиот кадар заедно со вас кога почнавте во на факултетот? Не, кога веќе професионално почнавте да работите во Делчево. Ме интересира како кога дојдовте веќе како професор во Делчево, како ве прими наставничкиот, професорскиот кадар? Моето вработување беше многу интересно. Дипломирав, а на Ванчо Прке беше директор Обрен Велков. А тој ми беше професор во гимназијата. Латински ми предаваше. И се среќаваме случајно на улица. Добар ден, професоре, како сте? Душка, ти ми требаш. Тој разбор дека јас студирам и дека завршувам биологија, а тогаш во програмата се отвара факултативно домакинство и одбрана и заштита. А јас домакинство во мојата школување никогаш немам учено. Пред мене, по мене имат учено. А ние некако мојата генерација одевме по некоја нова програма. Во тоа време во Изоставени се. Да. И вика биолог би треба. Дали вика ќе прифатиш да бидеш јас ошто да го гушнам. Викам како не? Прифаќам. И одам во Ванчо Прке. Таму сите мои наставници. Оцених брачите другари, од Мика, од Христова Вера, од Стојчовски Љубе. Сите мене што ме учеле, сите, моите учители. И прва пред мене со високо образование Николина Попчева.
она пред мене 2 години, од она е првата генерација. Така е. И она предава што ни тој да. Ни дадоа тогаш домакинство, се снајдот, нема проблем. Јас имав мој концепт и тоа сакам да го кажам. Шопова Милка, кога го држев тој час практичниот, само ми рече, вика, ти ќе бидеш голем професор. Тоа она ми го рече. Прво вика зборувањето, оти сите скопјани имат некои, да, а ние знаевме дека имаме друг. Така. Да, и строго се држав да зборувам македонски. Добро. Да, и вика, прво вика зборувањето, а второ вика концептот на излагањето, тоа се ученици секако мислиш. И така почна во Ванчо Прке. Почна веднаш да не вика, па кој ми рекол да учат? Тоа беше право. Што многу не врегаше, да. Зошто не прифативте да идете во гимназијата? Не прифатив да идам во гимназијата со сопругот. Во меѓувреме кога дојдов да работам, со сопругот веќе се знаевме, ама веќе тука беше одлучено, имавме врска 1 година. Така. Иако тој беше поводрсен од мене, 8 години. Так. Јас те сакам, те некам и не е важно. И веќе одлучивме да се венчаме. Така. И се договоривме. Јас ќе се останам во Ванчо Прке, а тој ќе биде во гимназијата. И така се остана, имав многу породи, неколку пати. И кога ќе дојде септември, дури би беше така, како да ви речам, малце непријатно. Душка ќе оде во гимназијата. И сега учениците, луѓето, родителите, стварно ли ќе одеш во гимназијата? Не, не може. И така не дојде во гимназијата. Само бев во гимназијата, во Каменица, кога се отворија паралелките, за да се изврши верификација. Киро имаш тука поприлично колегата часови. И тогаш бев мојот сопруг, Васо, Душка Цонева, Благој покоен. Доста одевме со кола 2 дена. Тамо имавме час, па се враќав тука на час во Делча. Да. И така се вклопив во Ванчо Прке. Цели 7 години бев записничар. Тогаш бевме 120 колеги. Голем колектив. Деца. Прво, работевме во, сега каде што е Панорама, Тачка. знаете таа зграда, Ја таму сум. старата школа и каде е Брегалница. Брегалница, да. И сега паралелката е голема. А во Брегалница, знаете тие мали простори, и сега наставникот застанува на средината, јас го затеков и тој дел, малку, ама го затеков. Јас сум на средината, од тука е половин паралелката, од тука е пола паралелката. И сега те слушат, гледат и нема. Па сега трчиш во школата, па од школата трчиш тука, па трчиш горе во Брегалница. Одморите ги практично минуваш во... Физкултура. Да. И така, почна да станува многу популарна. Сите ме сакаа, а јас, така на ведната глава, па још и млада невеста, мислам, тогаш веќе се омажив. Направивме многу голема свадба, цело Делче, знаете какви беа свадбите. Ајде во овој момент, сега, ако разговараме за свадбата, да малку поразговараме за сопругот ваш. И сопругот да се жени, мајка како мајка, да се жени. И викам, ти ме чекаше мене да пораснам и... Да сужа. Да. Ме чекаше, јас така си имав дадено. Додека не завршам факултет, ако треба нека одам немажена, нема да... Да се жена. Да се жена. Мажа, во ствари, по наша жена. И се омаживме, односно, јас се омажив, тој се ожени. И од тој ден почна бракот, имавме, па мислам дека за мене барем, по-хармоничен, по... Како го оценувавте како човек? Како човек беше прекрасен човек, со прекрасно срце, напатен, со многу... Он во мене најде и во моето семејство, иако беше моето семејство земјоделско, сите мислеа тој ќе биде нешто дека е. Да. Тој беше у состојба да влезе во кошарата во кравите и
да брзо и да одбрзи, ако тоа го нема работено никош во животот, толку добро го прифати и тој моето семејство и моето семејство. Па моето семејство дека немаше син, мојата мајка викаше јас сум мајка него, не на тебе. До толку. И со договор со работата почнавме напред. Јас некако уште од почетоку имав друг пристав во наставата. Многу би критикуваа. Јас сакав се да извадам од ученико. Јас класично никош не застана вака и очите се очи, ушите се уши, напаме така зборува од анатомија и бев многу строга и многу правична. Сега за строгоста малце се и така. Не би требало да бидам толку, а многу би сакав учениците. Учениците не знаат дека јас сум како мајка. И колку ученици имам изведено, извадено, кога можам да помогнам, ама никој ученик не дозна дека јас сум таа. И сите, ако ти се падне душката, што си ти на тебе. Така беше во... Може би ти имате слушното и вие Не сте ми предавале, да? Не сте ми предавале? Не, знам дека не сум ви предавам, ама имате слушното. Па, може. Да. Ама сакав да ги научам моите ученици што јас знам, дури и повеќе од мене. Јас ја стално почитувам оваа поговорка. Кога ученикот ќе го надмине наставникот, тогаш наставникот ќе види дека е навистина квалитетен. Во вашиот професионален век, вие сте и раководител на школата. Да, два пати. Два мандата. Во кој временски период? 80-та година Да. ме ставија директор, а почина Сребров. Така. Јас бев председател на советот. Уствари, видите, јас немаше во школото во која функција не бев. Од најлесни до најтешки. Делење на станови, делење на кредити. Тоа беше најболно. Преместување кадаро од село Град. во Делчево. Па кој имал предимство, па кој немал предимство, па кој бил еден месец, кој бил една неда. Јас секој ден бев во школото што бев во судот. Да. И тогаш беше судија за работни односи. Доаѓаш од Штип. И лично тој ми рече, вика, ти си родено за судија. И јас викам, јас сакам да бидам судија, вика, грешка голема. Ама вика, не ти е грешка, видиш како знаеш да си ги средиш. Ниедно дело не ми падна. Да. Сите така како јас сум си ги планирала, строго пазев. Не можам јас сега тебе те сакам, ти си ми близо, кај мене немаше роднини. Јас сум имала ученици на први братучеди, на блиски, ја не сум знаела дека тие би се... А камо ли па да им попуштам или да им давам? Нема, кај мене беше 5 е 5, знаеше што е 5, знаеше што е 4, 2 е 1. И ако ќе го научам ученикот да мора да научи, да мора да сване дека това е за него, а не е за мене. Това ми беше целата. Па кога стигнахме до тој момент... Дури има ситуации кога одам вака низ учениците, ти си стол. Баш кога стигнахме сега за овој момент, дали може да направите една разлика вашиот процес на воспитување од вашите наставници, вие како сте воспитувале и денеска? Кој е тој баланс на разлика? Тоа баланс баш нема да го речем така. Да. Балансот е Многу голем. И најдоле и најгоре. Затоа што знам дека кога сте се запишувале во гимназија, па и во осмолетка, се сеќавам многу убаво, попусти немаше. Не. Никогаш. Дури голем број на ученици Многу добар, со една единица повторува. Многу добар по успех. Да. Во тоа време нема. Еве јас ке спомнам покојна е сега една моја ученичка од Васо, по хемија. 2 години повтараше, а е многу добра ученичка и изгуби право на школување. Од 2 години. Ако одиш во исти клас, не. Со една единица. Да не зборуваме за повеќе. За жал, ова сега, денеска и сега денеска не сакам да го напаѓам образовниот систем, бидејќи јас 40 години поминав. Не го напаѓаме ние образовниот систем. Да. Правиме една разлика како во тогашно време
вие како ученик, како еден на временски период се почитувал, се ценел професорот, наставникот. Да. Си имало респект према сето онаа кое што они го работеле. Да. А како денеска тоа, за жал, се сврте наопако. Да. За тоа сакам да да. кажам. Јас дојдов со факултет во мојот колектив. Јас толку имах респект, почитување спрема моите наставници. Иако они ми викаа кој е терал да учи. Јас од учителе до денес, тогаш во моје време учители се викаше, никогаш другчие. Това беше страхопочит. Да поменеш, да седнеш, да не седнеш. А па за учењето, тука дискусија нема. Тоа ми беше Тоа збор. беше нешто Тоа ми беше збор. неверојатно. Да. Исто во основното, исто во гимназијата, па дури исто на факултет. Моите професори на факултет сите беа во странство докторат. Сорбона главно, Прага и еден имаше во Русија. Во тоа време. Во Ломоносов. Се тие Да. таков кадар мене ме учил во моје време. Не, имаше професор по хемија што не предаваше, одеше Белград, Ниш, Скопје да предава. Толку е бил способен или немало кадар, ја не знам. Важно, во тој ден е во Македонија, во тој ден е во Ниш, во тој ден е во Белград. Ја чули, знам дека се викаше, строг професор, така коста. Ја мислам дека и самото време во кое што сте Да. живееле, прво респектот и почитувањето према родителите. Да, према родителите. И денеска, ако ја направиме таа разлика на воспитување на децата, ако родителот не посвети внимание на детево, нема да има почит и респект. Видите, Тоа ми беше да. главната поента. за да бидеш се во ред, триаголник ученик, наставник, родител, односно ученик, родител, наставник. Така. Тој триаголник мора да се почитува. Ако детето нема домашно воспитување, наставникот не може да го воспитува 24 часа. Така. Наставникот ќе го воспитува 5 часа. Иако бев најстрога, учениците до ден денес имаат респект спрема мене. Ја не сум имала проблем. Ја немам удар на ученик. Јас кога ќе видев некој да удри ученик, јас просто рипам, просто бев шокирана. Така. На мој час, се јас Васо го спомнав, исто беше и на мој час. Имавме час за разговор, ќе ги оставам после секој што има нешто тешко, нешто што треба, да дојде со мене, поготово учениците со инклузија. Имав посебен респект спрема нив. Сите ти мораш, јас пак како биолог бех едно време како доктор во школото. Да. Некој се онесвести. Ние имахме по 42 ученика. Можете да замислите. 1400 ученика во гимназија. Тоа ако одеше, тоа се тресеше зградата. Така. Јас кога одев низ, поготово кога отворивме јазик англиски. Така. И сите са нормално сакат француски, англиски, а јас бев обично класна на англиска паралел. Пише 42 ученика. Сега гледам на внуката, 42 ученика нема целата генерација. Жалосно. Би сакал сега малку да посветиме внимание на мојот драг професор. Еден од најдрагите професори, ако јас некого сум го почитувал, сум го ценел и на во исто време бил и возвратно, затоа што беше и он и спортиста. И човек кој што го сакаше многу спортот. А јас се бавев со спорт. И кога и да се случуваше, тој секогаш застануваше зад нас спортистите. Ние имавме проблеми затоа што ја представувавме гимназијата и он секогаш на совет не бранеше нас и им викаше на овие професори по математика, по физика, по мене ми беше класен по математика професорот и не ни дозволуваше да одиме на такмичење, а ние ја представуваме гимназија, тоа беше формиран ракометниот клуб. И он секогаш ќе се станеше ќе кажеш, вие свесни ли сте што знаат тие деца за нас? Они се амбасадори на нашата гимназија, на нашиот град. И толку многу го почитувавме и го ценевме и затоа, да ви кажам искрено, јас и кога матура полагав, го земав предметот географија. Затоа што ми беше во срце професорот, вашиот сопруг. Кажете ми нешто за него. Која фамилија? Па видите сега,
Тој е роден 1939 година од мајка Даренка и татко Герасим. Има еден брат. За жал, татко му многу рано почина, на 36 години. Останува сирак со мајка работничка. Брат му е помлад. Не се сеќава на татко му. Барем така ми има кажано. Сега има многу тешко детство, што е нормално. Мајка му мора да работи. Почнува војната. Тие две деца, машки, мали. Брат му бил доста плачлив, барем така кажуваше. Никој не ги примаше, не ги примал. Секој да не ги отдаде, да не ги бегале во вирче. Така. И така, тоа ми го има кажувано. И дете од улица. Да, завршува во... Иако е дете од улица, не пуши, Така. не пие. Топка игра со парталјоти, нема хартија, нема вистинска топка. И повеќе на улица и исклучиво се грижи за брат му, се додека не се врати мајка. Основното образование го завршува тука. Со спорт почнува да се бави многу рано. И во училиштето, веројатно и тогаш се викало браќа Белодинови, е доста атрактивен и добар ученик, не најсолиден можеби, добар ученик, колку може во границите на Своите можности. неговите можности во тоа време. И станува уште тогаш игра ракомет, фудбал, врвен Да. спортист и се запишува во учителска школа во Штип. Така. Во Штип и добар ученик и спортист. Тамо добива презиме Чеде. Така. Јас гледам слики што има од другарите, Чеде. Кошарк, ракомет, фудбал. Прв. И нема некој во Штип или од ученици или вака од градот и после кога одевме заедно, приватно си одиме и нема барем 5, дали тоа возрастни, дали помлади. Кај си Мавродиев, кај си Чеде или како го викале тогаш. И почнува да се бави со спорт и професионално за брегалница. Веќе тамо на сликата имате со кој игра. За една чинија скиснат граф и 2 парчиња леп. Затоа тогашните спортисти, не само тој, само за тоа сега. Кога ќе излезат од сабалето, така се вратат вечерта, кое време? Да. Патувале по цел ден. По цел ден, тогаш со камиони, со... На една утакмица во Радовиш, или во Радовишко, не знам да ви кажам, прсто мал му беше вака. Фудбалер, кога изгубиле и со забите му има прејадено прсто. И не оди на лекар. И прсто малце му останува така. Викам, добро, а ја не, викам, овој да знаем, нема што се можам за тебе. Во шали така. Како сопруг... Оди на факултет... Да, од таму, од учителска школа, кога завршува, мора да биде учител. Така. Стават го учител во Ново село во Струмица. Струмица. А друг од Струмица, негов колега, го стават во село Габрово. Така. И они се заменуваат. И он оди да биде учител во Габрово со Зорка Мирезликина и со сопругот нејзин. Они биле тогаш по Габрово. И сега тој сака да оди на факултет, не го пуштат. Сестра ми од Белград исто. Мораше да биде, она беше верена, една година одеше, во Стамер беше распоредена, мораше да ја заврши школската година, па за да може да оди. Нема. И последна година се запишува на физика прво, на природно-математички факултет, воредно. И нема услови за редовно, но гледа дека физика воредно тешко не може, практичен дел повеќе, тогаш се префрлува на географија, па редовно, а со фудбалот специјално од Скопје за Делчево, за Миравци, за Гегелија, тамо не знам каде, и се до времето до кога може да игра фудбал.
Кога почнува да предава во гимназија? Во гимназијата мислам дека почнува да предава 60 и трета или четврта. Така. Не ме држи за збор во тој временски период. Тука беше една трка меѓу професор Милан Да. и тој исто географија има и тој, па со 300 врски, перипети и така натаму. Па сега на сите маки на студии во Скопје не го примат ни во дом. Тој е многу богат, веројатно. Брицо, Методе Метирски Брицо, бил во Скопје во тоа време и тој се јавува кај него и вика, ќе одиш, напишувам. Тамо, сирак студент, да не биде примен во студентски дом. Брицо тоа му го напишува да оди кај управителот, тамо што е директор, некако се викало, ја не знам да ви кажам, да не биде примен во дом, тоа е, па се не во тој смисол, непримерно ни за нас, ни за студентот. Така имаш бабата му се има обратено и има многу големо мислење за него. И после со тетка Руска, сестра му, многу соработуваа. Мојот сопруг беше народен човек. Од Сас, па таму до Панчарерови, до каде Делчевско, Да. нема некој да го не знае, да не познава или тој. Јас кој ке кажев на кого се викам, на Мавродиев Димитар, не го познавам. А Ако мишата? кажам мишчата, па кажи на мишчата бре жена да те разберем. Да. Зошто му е тој надимак и како му е не знае до ден денес. Мислам до последниот момент. Како сопруг немам зборови да ја опишам. Јас бев како капка на дланка. Так. За децата, ние сме родители на две керки. Беше многу горд, успе да Керки доживи. што завршија? Керката, едната е специјалист по семејна медицина, а другата е психолог. Психологот живее во Скопје, работи во австриско-македонска фирма, а докторската е позната Многу овде. Имам две внуки, едната е сега матурант, првенец на генерацијата, да знаете. Срекна баба. Ја знаев дека ќе биде. Срекна Ја баба. затеков прва година кога беше. А помалата е прва година, освои 3 пехари Браво. на во Бугарија на Америчкиот коледж по ораторство и конкурираше, ќе оди една година на училиште во Америка. О, супер. Она е најмала, од втора година. Втора година. А она е прва, прима е. Да. Поминува низ многу филтри Да. и Тоа е гордоста на и тоа ми е родителите, и на голема бабата. гордост, тоа ми ја одржува овие 15 години, инаку тоа сега што го зборувам, Така. со голема тага, ама тагата мора да ја носи со себе, они ми се утеха, тие ми се се. Професорот, Мојот сопруг, да, професорот имаше една харизма во себе, а никогаш не дозволуваше, беше шалирџија човек. На часовето секогаш знаеше да се пошегува со учениците кои не знаеја, ама никогаш не имаше негативна енергија во него. Секогаш имаше позитивна енергија. Тоа беше многу добра страна во животот. Да. Многу беше позитивен, а за себе беше песимист. Да. Се некако, и јас и стално зборуваш и на децата. Мајка ви е вашиот водич, мајка ви. Викаме, а таткото каде е? Па ти си тој. Возможевме се, што ние не сме имале, како деца и тој и јас. Има возможевме се. За среќа се покажа дека е успешен професор, просветен работник, сопруг и ги доби сите функции што ги доби. Така. Нема функција. Бил и председател на општина. Да, председател на општина. Советник, сега во тоа време не се викаше советник, цел колку тогаш не пратеник, него како ги викаше во тоа време? Инспектори.
Не, инспектори. Член на собранието. Член на собранието, пратеници. Пратеници, да. Много години, откога го знам, се венчаваше. А венчавките, знаете кой ги прави. Да. И накрая стана председател. Како председател имаше доста средби, успешен, барем така имам слушното. Да. Потоа заврши мандатот, се врати во гимназијата. Тој никогаш не сакаше да остави гимназијата. Никогаш. Тој, исто како мене, тешко отиде да биде председател и само гимназијата. Потоа беше началник, така се викаше, 86 година, во собранието за Образование. Да, за просветата, началник, и во меѓувреме беше веде началник на одбрана и заштита. И замислите, враќаме се од Бугарија, на одбор, од Грција преку Бугарија. Так. И што се случува? Јас излегувам со пасошиште, а тука нивната вода за дезинфекција померува. И јас уште него имам дадено пасошт, вика, а што имаш ти? Јас се не мога да укупча. Отидам бугарска, а не обракам внимание, а во Бугарија и кога сум била, секогаш строго литературно. Не сакам да... И јас така, вика, професор по географија. Друго. Професор по географија. И ми вика, не ли е, вика, у одбрната? Викам, не му признах. И ришчо, удари печати. Важно, еве колку беа информирани. Се. Кога одевме на тие средбите, меѓу гранични, бев и јас на 2 средби. На свижење. Мали? На свижење. На свижење по нашо, да. Само беше во Симитли. И кога се отвори прв пат, од вечер одевме ние, Ален Мак. Тога спеевме во Ален Мак и тамо беше вечерата и ручекот, а само средбата беше во Симитли. И уште на средбата, они си имаа тоа нивно. Да. Тој нивен однос Македонија Бугарија, дека ние сме бугари и како да ви речам, сега да не навлегуваме во тие работи и одеме на прославата и Калиопи. Тогаш беше младо девојче и Петранка Костадиновска. И сега они си пеат, а јас во почетокот не обракам внимание. Охрид, Цар Самуил. Јас така во себе стискам го за раката сопруг. Викам, ти слушаш рук? И сега, таа шо е за господјата на ние кметели, они кметови вика. Плескај, вика, раце, викам, ќе видам дали ќе плескам. Јас у себе викам, не плескам, раце. И кога излегува оваа Петранка, кога пее од Егеј до Пирин, и јас станувам. Викам, ајде плескајте. Ми вика, таа е наша песна, а ово викам, извинете, таа е наша песна и толку повеќе да не се расправаме. И тоа го имав. И записник никогаш не се подпише. Директно доаѓаше од Мирко Тепевец или Билка Планинц, од Белград. Замисли си ти кој контакт е бил во тоа време. Отидели таму има услови. Ја не знам што бил, ја не сум се мешал во тоа, него од сопруга. И секогаш изгледаше нервозен. И вика, замисли се, вика, него подпишавме записник. Он жнути, уште да не... Во таква ситуација се наоѓав. На крајот, приказната беше многу убава и уште многу вие имате во себе да има многу да се кажува, но тоа е пак. Дали би сакале да ни за сепак овие емисии правиме за младите генерации кои што идат една поука за младите генерации, да кажете, и како наставник, и како професор, и како родител. Па видете што би им препорачале на младите генерации? Ние како родители, како просветни работници, бевме, може би јас и престрога за моите деца, сакав да бидат, не пример да бидат најдобри, но да се знае дека однос наставник
родител, да се знае што е школа, да се знае што е улица, да се знае што е дом. Јас и сега го препорачувам и прескам во една реченица сакам да кажам. Ученик кој има домашно воспитување. Ако лудува, нормално дете е. Јас дори вика, па деца не е добро ни само да седиш и само да гледаш. Треба иди да учествуваш во тепачка, во било што. Сега не тепачка, вика во прав смисол да се повредите и така натаму. Ама, за мене ученик е кој учествува во се, да биде најдобар ученик, и второ, која на таков ученик ќе му опомени, само јас која ќе го погледнам или ќе го оставам по име, ученикот одма знае како да реагира. Што значи тоа? Домашно воспитување. Знае да се извини, знае да се извини на другарите. Не е работата јас да му залепам шамар или да речам ти си таков, ти си онаков. Не. И затоа ќе препорачам прво на родителите. Не може децата да ги остават само со телефоните. Само со, не знам ни како да ги кажам, тие айфони, телефони треба и јас како возрастна веќе се научив и да работам и се, но да не бидат зависни, да учат, да имат однос, да знае, да почитува што е улица, што е школа. Јас секогаш се држев. Школата е институција за образование и наука. Не е само учење, туку е и образование и воспитание. И да се воспитува. Да знаете како да се понашате на улица, во училиште, спрема наставник, спрема возрастни луѓе и на чашија, сега. Да, исто. Не може ученико да се бави со се и се што се знае информатика, па знае информатика, не знае да чита. А денешните деца за жал. Тоа е. И еден апел до сите колеги, труд да не жалат. Јас многу вложив труд. Сепак ми беше децата, јас што ги имам учено, а имам изучено, нема во кој дом кој нема моето име, мораше да знае тие основни работи. Може би не сум требал да бидам толку строга, бев строга. Сега кога ме видат ученици, многу ми е драго, кога ме поздрават и прво почнуват. Клетка е основата, структурата на живиот свет. Викам, добро, вие со мене се злезнате или не, вика. Никогаш нема да ме заборавиме и никогаш нема да... И не сум остар. Викам, деца, јас сум стара, баба, веќе во пензија. Не, вие сте истата. Било најдобар, било најлош, било каков и да е ученик. Лоши ученици нема во секој случај. Пристапот е многу битен. Да имаш, ако си ти строг, ако имаш пристап, јас како ги советував, како им кажував, они дури вика, наставничке, дури родители вика, наставничке, што им правиш ти на тие деца? Така. Па они вика, наставничка, додушка, тоа не рече. И па викам, јас тоа им реков, ама тоа треба вие да го кажете, не наставничката. Како мајка, па со секциите, не остана ученик кој не научи основни работи, кој не знае да микроскопира, кој не знае дисекција, па одевме по со секцијата, па нема место каде немаме посетено, па кои ликовити билки кај нас ке има, па кои животи да знае. Утре детето ќе стане мајка, викам, треба да знаеш анатомијата, поготово, викам. Доктор нема да дојде дома да ти каже дали тоа или оно и така.